господин Зоран Кастратович, почнуваш една сезона од почеток во Металург, за разлика од лани кога дојде на можеби на екипа која што веќе беше направена, која што веќе имаше за себе одреден број на надпревари, сега почнуваш од нула, голем број на засилувања. Предпоставувам дека е направен идеалниот тим според вашите замисли. Дали Металург е во овој момент она што го гледаме, тоа што вие го посакувате? Па пред се да ви се заблагодарам за овој интервју. Да кажам дека засилување за следната сезона се избор на мене како тренер на прва екипа уз голема помош на председателка на клуб Зорица Блажевска. Поред овие 5 ангажирани странски засилувања со кое што мислиме дека ќе добиеме пред се на квалитет и искуство кое што лански состав не го поседуваше, сметам дека е направен соодветен избор соодветно со амбиции на клубот. А тоа е да се направи обид да во есенски дел клуб избори пласман во Лига на Европа, лигашко надпреварување каде што требаме да поминеме 2 пречки. Секако дека квалитет и искуство на Хорват, Рабокија, Рнич и Каркараш заедно со Потич би требало да донесат плюс во игра во двата правца. Изборот беше мој и за разлика од ланската сезона, кога ја наследих екипа, за овој состав можем да кажем дека ќе се подготвуваме на поспецифичен начин, пошто е кус период до почеток на прво квалификацијско коло со екипата на Спачва, али задоволен сум од ангажман, засилувања и пред се квалитетот кој што ќе го поседува ракометен клуб Металург во следната сезона. Оно што сакам да истакнам е и засилување во стручен штаб, каде поред мои колеги од минатата сезона, нов член на стручниот штаб, да е еден вид на засилување, господин Оливер Димитриевски. Дали сметате дека на сите позиции ги имате соодветните засилувања или пак можеби имате нека неостварена желба која што би сакале да ја видите? Пазарот условуваше многу работи. Пред се, ракометен клуб Металург го напушта неколку ракометари по нивниот избор кој што настапува ланската сезона. Засилувања се, пак да кажам, мој личен афинитет или амбиција да на секој од позиции имам еден искусен ракометар кој што може со свој професионален ангажман, со свој искуство, рутина, знаење да влијае врз прогрес на помали играчи кои што се на истите позиции веднаш позади нив. Така на позиција десно крило, мислам Хорват може да пружи многу за развој на помали или помлади играчи на таа позиција, а исто така и сите други играчи кои што се на одредени позиции, да речеме Стефан Додич кој е 2003 може да се кали или да учи или да упива совети не само од стручен штаб, него и од своји колеги во надворешна линија. Во минатото Металург секогаш бил да не кажам збор кој што стално го користиме расадник, јас би кажал дека е клуб кој што секогаш им давал шанса голема на младите, кои што ја користеле. Ова година има доста, да кажем, интернационалци, меѓутоа гледам има и доста играчи кои што порано настапува за тој Металург 2. Колку Зоран Кастратович би рекол е мераклија на тие млади играчи да ги бутка во огин и дали има материјал да оваа година или наредната година очекуваме некое ново име од Металург, како што го ги вадеа доста од младите играчи? Да ви кажам, не е оспорено дека Металург е синоним за работа со помали играчи и создавање на квалитет за македонски селекции од кадетска до сениорска репрезентација. Тој тренд ќе се настави и во иднина, бил јас тренер или не бил тука. Оно што сметам како личен афинитет, тоа е давање на поддршка во работата и поддршка
соодветно време, ангажман во игра на помални играчи. Видовте дека ние тука имаме 22 играчи од кои што поголем дел се млади играчи. Тука пред се сметам на играчи родени 2000-та година и помали. Имаме играчи кои што уште нема 20 години, али имаме и оние кои што се родени 2003 година, а имат некој искуство во работата и во играње од минатата сезона. Ово зборувам од проста причина што не треба да имаме период на прилагодување. Имаме и тројца играчи од Металург 2, повторно ќе кажам, мој избор врз основа на минатата сезона која што игра во Суперлигашко надпреварување и сметам дека со соодветен ангажман од двете страни и од стручен штаб, особено и од нивниот личен ангажман, мислам дека имаме голем простор за напредување на такви играчи. Оно што ќе биде во полза и на ракометен клуб Металург, а се надевам и во иднина на сениорска репрезентација на Македонија со квалитетно работење да создаваме репрезентативни потенцијал во собствените редови. Оваа сезона веројатно нема толку често да го гледаме Металург на телевизија, со оглед на тоа што не се игра сека лига, не се игра Лига на шампиони, ќе играте домашно првенство и Лига Европа, ако биде се како што треба таа групна фаза, меѓутоа дали љубителите на ракометот би требале можеби малку повеќе внимание да обрнат на одредени играчи кои што до сега не биле толку познати? На кого би му посветили, односно за кои играчи би рекле дека годинава би имале свој 5 минути, кои што се разбира од нив, зависи дали ќе ги искористат? Можам само да зборувам за играчи кои што се од помали генерации, тука мислим на млади ракометари кои што уште се во јуниорски или кадетска возраст, да речеме. Сигурно е дека еден дел од нив би требало, ајде да не претерам, али да кажам да експлодират во следната сезона. Пред се мислам на еден репрезентативен потенцијал Мартин Серафимова, позади него и Стефан Додич кој е уште на кадетска возраст. Нормално е, позади нив се играчи кои што треба да добиват доверба во игра. Тука мислам на Младеновиќ и Кондев, а онда оно што е евидентно дека очигледен напредок на левиот бек Тео Тодески. Секако ќе добија простор и време, секако ќе внимаваме на него ракометен и биолошки развој и во следниот период сметам дека заслужува како исклучителен потенцијал, зборувам и за клуб и за национални селекции, ќе добие соодветна шанса во домашно првенство. Оно што може би треба да кажам е дека и играчи кои што се нешто малку повозрасни, а тука пред се мислам на Шилегов, сигурно е дека во следна сезона треба да дадат полн допринос во остварување на некои клубски амбиции. Веќе кога спомнавте првенството, може ли краток коментар, дали сметате дека ова лигата вака како што е 2 пати по 7, па потоа повторно се прави нова лига, е вистински избор или можеби разводнување на оној квалитет кој што го имаме, пошто очигледно сега ќе имаме нови клубови кои што влегуваат во Суперлига прв пат, сите клубуваат со играчи, сите бараат. Дали овој голем број на клубови ќе донесе квалитет или пак можеби требаше да биде може некој друг систем, лично како тренер можеби? Ово ќе зборувам сега од позиција на ракометен работник, без разлика на тоа што сум тренер. Значи, како влюбеник во ракометна игра, политика ја креира клубско раководство и на ниве да се произнесуваат по такви предлози врзани за системно надпреварување. Лично сметам дека разводнување на квалитет со учествот на 6 екипи од второлигашка конкуренција или прва лига, како сакате, како и да милувате да ја наречете таа лига, нема да даде некој придонес во развој на ракометен спорт во Македонија. Ние ни лани во лига со 10 екипи неавме квалитет,
se napravi so tek na vreme se odvoja nekoj ekipi koji što so svoji kvaliteti i rezultati vlego vo da rečeme ili beja pred vrata na doigruvanje, odnosno na play-offot, zajedno so Vardar i Eurofarm Rabotnik. Smetam deka onoj dolni odel nemaše nekoj isključitelен kvalitet, a zgora na to nekoj ekipi igra so pogledam brojne igrači koji što se vo nekoja faza kada što eventualno razmisluvat da završat svoje rakometni karijeri. Prav potek, po moje mišljenje, je vključuvanje na evropski prvak Vardar, vo ligaško nadprevaruvanje i ekipa na Eurofarm Rabotnik i mislim so toj način, a vrz baza na učestvo i najmalku 8 makedonski rakometari vo rosterite na timovi, mislim da beše podobro za afirmacija i razvoj na makedonski rakometen sport. No, ima luge koji što odlučuvat za sistemno nadprevaruvanje. Ja od moja gledna točka smetam deka pomal broj na klubovi, klasičan sistem na nadprevaruvanje, 10 ekipi bi dali podobri rezultati za razvoj na makedonski rakomet, za sozdavanje na kvalitet za rakomet Војднина. Многу сезони во минатото гледавме можеби доминација на еден клуб, можеби борба на меѓу два клуба. Сезонава некако три клубови пројавуваат големи амбиции. Да. И Металург, и Eurofarm, и Вардар. Дали ќе гледаме некои дерби, средби како што ги имаше во минатото Вардар Металург? Односно, дали Металург е подготвен за враќање на некои такви патеки, каде што секој надпревар ќе биде да се игра буквално до граница, еден гол да решава, еден напад да решава, една топка. Нашиот клуб прави све да се врати на патеките на кои беше, да речеме, до предсезона 2. Врз основа на тоа, на тие амбиции, се ангажирани засилувања на овој начин на кој што се ангажирани квалитетни играчи со големо интернационално искуство. Наша интенција на клубско раководство и на нас од стручен штаб е да правиме конкурентна екипа која што може со својот квалитет и начин на игра да парира и најаките екипи. Оно што се мои лични амбиции, а то сакам како тренер на ова група на млади луѓе е да особено во плей-офот, македонскиот шампионат, да го направиме неизвесен. Да не биде известно се и пред да почне. Што се однесува на евентуално наши резултати, ние ќе направиме се за да бидеме на приблизно исто или исто равниште со наши конкуренти за највисок пласман и сметам дека во таа насока се направени добри првични чекори. Ке креираме игра која што може да ни гарантира остварување на клупските амбиции, не само на европски фронт, односно во Лига на Европа, него и да бидеме прави кога ќе биде најпотребно, а тоа е во плей-офот. До тогаш овој број на нови играчи ќе има можност со тек на време, кроз пријателски и надпреварувачки средби од типот на средби во домашно првенство и во Лига на Европа, без разлика колку ќе одиме напред, и ќе имат можност да се воиграт. И мислам дека е тоа ова година нешто што би требало да искористиме на соодветен начин. А колку е различно, колку е потешко да се подготвува екипа во време кога има други услови, значи со коронавирусов и со сите тие протоколи, со сите тие размислувања, колку е поразлично се подготвува екипата за нова сезона, која што никој не знае кога ќе почне и како ќе почне, и колку е тука тешко како тренер да се држи мотивацијата на некое високо ниво, да се држи постојано
тој набој и постојано да се размислува за надпревари? Па ние имавме несреќа да едно коло пред завршување на лигашки дел се беше прекинато и од тој момент до почнување на подготовките за ова сезона бевме изолирани или имавме исклучително долга пауза. Со само носење на протоколи за тренинг на колективни спортови, кога се работи за овие спортови што се играт во дворански услови, се беше поинако. Со жребка од страна на Европска куќа на ракомет и носење Металург во прво коло во квалификации за Лига на Европа, сето тоа некако дојде на брзина. Да речеме, нови услови, се е ново и за нас тренери, после една долга пауза да се обидеме да ја подготвиме екипа за 4 до 5 недели. Да речеме да на овој начин во моја тренерска кариера никогаш нема подготвувана екипа. Таа новина е присутна и кај нас во стручен штаб и кај ракометарите, меѓутоа сите заедно се трудиме да искомбинираме тој начин на физичка подготовка, да не го запоставиме, да не ја запоставиме техничко-тактичка подготовка и сигурно не да бидеме подготвени на некој врвно ниво за прва средба тамо некаде на 29 или 30 август против екипа на Спачва, значи како за сите други, така и за нас. Верувате ли дека на 29 ќе си играме? Искрено верувам, да. Многу сум убеден дека ќе играме на 29. Нема причина да не играм. Играње во празна сала, колку тоа би било можеби чудно и за вас како тренери, за играчите? Вообичајно таа публика ве носи, вообичајно поинаку е кога е полно. Сте немале такво искуство, претпоставувам да играте буквално пред празна сала, Само еднаш има прилика поради казна да играм пред празна сала, а тоа се некои други поинакви околности. Ова е ново, како што кажав, и за подготвителен дел, и за нас со стручен штаб, и за играчи, се е ново. Нов момент. Исто така, кога се однесува до надпревари во сала без присуство на публика, се ќе биде поинако. Ние спортуваме и играме за и поради публика и сакаме да тим функционира во симбиоза со навивачи. Меѓутоа, принудени сме да играме пред празна публика, а амбиент во кој што ќе се игра, јас имам обичај да кажам дека тоа ќе биде пријателска средба со надпреварувачки карактер. Што очекува Стратович од тој? Предпоставам дека резултатот нема да биде во превентивно, меѓутоа сепак на крај резултатот се памти. Пријателски средби, турнир, 22 играчи кои што ќе добијат соодветна минутажа, сите ќе играт и за мене овој турнир во овие околности после само 3 недели на сериозни подготовки на екипа имат само пријателски карактер, нема да бркаме резултат, сигурно е дека млади играчи ќе добијат прилика и можност да покажат што имат сработено, а овие поискусни да ги полека подготвуваме за надпревари кои што не очекуваат во квалификацијско коло. Кога следното интервју ви го правеле некаде во јуни, што би носеле на Маричката? Ви сте шампиони или шампиони на Македонија? Да ви кажам најискрено, ја лично сум човек кој што е до некаде перфекционист во работата, а иако знам дека тоа е илузорно, сметам дека единствено така можеме да направиме некој искорак повеќе, па да биде малку поблиску до тој перфекционизам. Оно што би сакал да носим на мајичка од напред, тоа е еден англиски збор, а се вика satisfied, односно задоволен. И уште едно за крај. Ви прашам колку е тешко да се организира еден тренинг во вакви услови, меѓутоа исто така колку е тешко да се мотивираат играчите во ситуација кога
од разни страни се слуша дека клубот има проблеми околу исплата, околу пари, околу се обидуваат, значи, да се врати на тие стари позиции, меѓутоа кај некој има незадоволство. Колку тоа вас како тренер ви одмогнува да имате можеби атмосфера која што ја посакувате? Како се справувате со сето тоа? Па, сосема лесно. Незадоволен играч на тренинг не доаѓа. Ние, фала му на Господ, од почеток на ова фаза од подготовките имаме сите играчи. Сметам присуство на сите играчи дека пред се е добро или одлично за тренинг, а онда сметам и дека тука нема некој големо незадоволство, иако има, тие незадоволства се ситни. Од друга гледна точка, јас сум само еден обичен тренер. За финансиска конструкција, за тие прашања врзани за исплата на принадлежности, плати, премии, не сум мериторен да давам било какви коментари. Се надевам дека Ракометен клуб Металург во следната сезона нема да има некои особено проблематични ситуации, еден дел малку може би да се дистанцирам, па да кажам вака. Но настанете услови се. Прашање е дали ќе имаме можност да функционираме, дали економија ќе биде таа, односно права. Ако нема економија, сигурен сум да без државната помош нема да има ни спорт. Не само ракомет, него генерално спорт. Ако функционираме нормално и се оди во европски надпреварувања и македонско првенство, сепак сметам дека сме некако блиску, со или без публика, некако блиску до нормално функционирање на клуб и мислам дека од таа гледна точка не би требало да има некои посериозни проблеми. За крај, кога би играле финале на Куп на Македонија или надпревар кој што би решавал за титула, против кого би сакале повеќе да играте? Против Вардар или против Еврофарм? Јас, да ви кажам, очекувам некаде во септември месец да играме финале на Суперкуп на Македонија, пошто сме се уште актуелни куп освојачи, па да вкрстиме копија, да речеме, со клуб кој што е во Лига на шампионија, тој е Вардар 1961. А што се однесува до куп надпревари, искрено сметам, иако е во прашање голем трофеј Национален куп на Македонија, сепак би се определил да играм некој надпревар кој што ќе одлучува за првак на Македонија, а дали тоа ќе биде Вардар или Еврофарм, сосема е сеедно, со играње на таков еден надпревар би биле исполнети и моите лични амбиции, а се надам и цели на Ракометен клуб Металург. Благодарам. Благодарам.